لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أما بعد فالله زahvala mu pripada na Allah Đelle šanuhu, gospodar na site svetovi. To je seznan i izvesten za vidljivite i nevidljivi dela na luđetom. Donesuvame salavat i selam na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam koji ni go osvetli patod i ni go objasni patokazot. Deneska su pomoć na Allah Đelle šanuhu sakame da pozboruvame za svedoci koji ne nadgleduvat vo sekое mjesto i vo sekое vreme. Bideći čovjek od koga će biti svesen дека koga će izleze pred Allah azza wa džel, čovjek ne može da najde opravdanje za svojite grešni dela. Дури човекот тогаш ќе свати дека ейнел мефар, нема бегање. Бидејќи Allah азza wa džel ќе донесе сведоци за нас, сведоци кои ќе сведочат за нас или против нас. А тие сведоци се толку силни, толку јаки, што не може човек да негира. Да рече, Allah, ја не сум го направил тоа. Да човек негира дека некое дело лошо што го направил, дека тоа не го направил. Бидејќи тие сведоци се толку очевидни и толку силни, што не може да негира. Затоа, ова е многу важно да секој еден муслиман го вметне во глава дека човеку не си сам. Каде и да одиш, што и да правиш, човече, не си сам. Со тебе има некој кој те прати, кој те следи и кој те контролира. Затоа тие сведоци, кои ќе ги спомнам, а тие се 4 сведоци на човек, кои ќе сведочат за или против човека на судни ден, кога ќе полага сметка пред Allah азza wa džel. Прв сведок, кој ќе го донесе Allah да сведочи против или за тебе на судни ден, е земјава по која газиш. Замисли, човек оди на земја, живее на земја, гази по земја, ја плука оваа земја, а оваа земја на судни ден која газиш ќе сведочи против тебе на судни ден. Оваа земја има ден во кој ќе зборува и раскажува за она што се работело врз незината површина. Наскоро тој ден доаѓа. Ден кога оваа земја ќе не осрамоти и ќе ни ги открие нашите тајни. Се пренесува во предание дека земјата секој ден зборува и се обраќа на човек. Меѓутоа, ние не сме во состојба да го слушнеме незиниот говор. Земјата вели, о човеку, ти газиш на мене, а утре ќе бидеш под мене. О човеку, ти се храниш денес од мене, а јас ќе се хранам утре со тебе.
gdje човекот се храни со земјава, што се жне од плодовите од земја и живее од земјата. Утре, кога човек ќе умре и ќе биде закопан во земја, тогаш земјата ќе се храни со тебе. Човеку, ти, кој денеска ме плукаш, утре јас тебе ќе пустам во внатрешнината на земјата черви, кои ќе те јадат тебе. Значи, земјата го опоменува на човека дека тој минха халекнакум, ва минха нуидукум, ва минха нухриджукум таратен ухра, вели Аллах азза ва джале. Јас од земја ве створив, на земја живеете и во земја ќе ве вратам. И пак земја ќе видите. Може би ќе прашаш што е доказ дека земјата ќе сведочи на судниот ден. Аллах азза ва джале во Куран вели: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. И кога земјата ќе се потресе со силен потрес и земјата ќе го изнесе своето бреме, значи својот товар што го има внатре закопано, а човекот ќе рече: малеха, што е со неа? Јаумеидин тухаддису ахбареха, вели Аллах азза ва джал, тој ден таа ќе ги кажува своите вести. Сура Зилзал. Зборовите ахбареха, ахбар, вести, кои слушаме, ахбар на турски е како кај нас вести. Аллаховиот пратеник саллаху алейхи ва селем ги коментирал со зборовите: дали знаете кои се нејзините вести? Кои се вести на земја? Рекоа: Аллах и неговиот пратеник знаат. Рече: нејзини вести се да сведочи за секој човек или жена за она што го работеле над неа. Значи над земјата секој човек што правил нешто или жена, тоа земјата ќе го каже: тој ден си направил вака и вака, тоа и тоа. Ова се нејзините вести. Овој хадис го пренесува имам Тирмизи. Затоа човекот може да направи некој греф, каде што нема ни еден човек, и човекот ќе рече саме. Меѓутоа не знае дека земјата по која гази, таа земја е сведок против човека на судниот ден и таа ќе сведочи против тебе. Втор сведок за кој многу ние често пати забораваме. Втор сведок кој ќе сведочи на судниот ден за човек или против човек се мелеките. Оние мелеки кои Аллах азза ва джале ги направи, ги одреди да бидат наши постојани придружници, пратители. Wa inna alaykum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Над вас има чувари, честни писари кои знаат она што вие го правите. Овие мелеки се постојано со човек. Дури од поранешните генерации, како Абдуллах ибн Аббас, Абдуллах ибн Мас'уд радијаллаху анхум, тие се срамеле да влезат во купатило и да се тушираат без да имаат нешто на нив. Без да ги покријат срамни места. Зошто бидејќи биле свесни дека има некој кој постојано со нив и се срамеле. Мелеките, откако ќе роди човек, па се додека се пресели нахире, тие се постојано со него. И замисли, кога човек ќе биде свесен, дека ма јелфизу мин каулин илла ледејхи ракибун атид. Човек нема да прозбори еден збор, а врз него да не е чувар и забележувач кој регистрира се што ќе проговори. Замисли кога крал на една држава пушти со секој еден поединец двајца војници. Војници кои те пратат во секое место, во секое време, и дење и ноќе. И кога одиш и кога спиеш. Дали човек кој ги гледа тие двајца чувари, двајца војници, дали човекот тогаш би правил нешто што е спротивно на закон?
Дали човек тогаш би грешил да има постојано со тебе 20 војници кои те следат во секој чекор. Истото е и со нас, кога би биле свесни дека со нас има мелеки, честни писари, кирамун катибун, кои те пратат во секој место и во секој чекор. И затоа, таа книга која ќе ја запишат овие мелеки, таа на судни ден ќе ти биде дадена. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. И на денот суден, кога книгата со која ќе се сретне, ќе му ја извадиме отворена. Аллах вели, ќе ти ја извади книга отворена пред тебе. Икра китабек. Читај ја својата книга. Секој има своја автобиографија. Она што го прави човек на дуњалук, неговите дела се напишани во книга. И на судни ден ќе ти биде дадена во рака твојата книга на твоите дела. Човекот ќе добие таа книга, ќе рече: "Ма ли хазал китаб?" Што е со оваа книга? "Ла югадиру сагирatan вала кабира илла ахсаха." Оваа книга нема ништо испуштено. Оваа книга нема ништо испуштено, ниту мало, ниту големо. Дали било мало дело, дали било големо дело, дали била мала реч или голема реч, тоа е све забележано, регистрирано, напишано во книга. И човекот ќе се зачуди како оваа книга го има сето забележано и регистрирано од човековиот живот. Затоа јауме јанзуру л-мар'у ма қаддамат јада, вели Аллах за ваџел. И тој ден човекот ќе погледне и пред себе ќе го види сето на што го работело. Ништо нема да биде испуштено. Трет сведок, кој Аллах азza wa jalla на судни ден ќе го донесе, да сведочи за нас или против нас, тоа се човековите органи со кои Аллах не почестил: рацете, нозете, очите, ушите и оваа кожа со која е обвиткано нашето тело, и тие ќе сведочат за нас. Пренесува Безар од Енес ибн Малик ради Аллаху анху дека еднаш Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селем се насмевна, па рече: зарем нема да ме прашате зошто се насмеав? Ова им го вели пегамбер алейхи селам на асхабите. Зарем нема да ме прашате зошто се насмеав? Асхабите веднаш: а зошто се насмеа Аллахов пратенику? Рече пегамберот: се воодушевив од разговорот на човекот со својот Господар на судни ден. Значи, човек ќе зборува со Аллах за ваџел на судни ден. Па човекот ќе му рече на Аллах: Господару мој, зарем не си ми ветил дека нема да ми нанесеш никаква неправда? Пошто Аллах азza wa jalla во Куран во многу места, Аллах субханаху ва таала во Куран вели: инна раббака ла јазлиму мithqala зарра. Аллах нема никому да му нанесе неправда, николку трунка зрно, николку атом, честица, Аллах никому нема да му нанесе зло. Секој ќе го добие она што го заслужува. И човекот ќе му рече на Аллах: зарем не ми си ветил дека нема да ми нанесеш неправда? Аллах азza wa jalla ќе рече: да. Човекот ќе рече: тогаш јас не сакам ни еден друг сведок на порешен. Јас не примам друг сведок против мене, освен мој сведок. Освен себе си, јас сум сведок за себе. Јас кажувам дека сум бил добар човек. Тогаш Аллах азza wa jalla ќе му рече: зарем не сум ти јас доволен сведок и мелеките честни пишувачи? Значи Аллах е сведок и мелеките кои си ги носил. И овој збор ќе се повтори неколку пати. Рече: потоа Аллах азza wa jalla ќе му запечати уста на човек. Значи устата не ќе може да зборува.
i njegovite telesni organi će prozborat ona što čovjek go работал. Čovjek će počne da gi prokolnува, tubban lekum, prokleti da budete, zaradi vas se raspravam cel život ve носев i сега me predavate. Твоите органи koji si ги носил сиот живот, će ги otkrija твоите tajni i će gi iznesat na videlina твоите срамоти. Dokaz za ova se Allahovite zborovi vo sure Jasin. El jaume nahtimu ala fawahihim. I danas će im gi zapečatime nivnite usti. Wa tukallimuna ejdihim. I nivnite race će zboruvat. Wa tešhedu arđuruhum. I nivnite noze će svedočat. Bima kanu yaksibun, za ona što tije go srabotile. Znači, ono što ti dade moć na usta da zboruva, Allah na sudni den će im dade moć i sila na racete i na nozete da zboruvati, da svedočat za čovjeka. Zato Allah u Kur'an veli: وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْتَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. I oni je toga što im rečat na kožite nivni, na koža koja nosil čovjek, zašto svedočevte protiv nas, ovi je će rečat: Allah je onoj koji ni dade sposobnost da zboruvame. Takva sposobnost i dade na sekoja stvar, on vestos dade prpat i kaj nego će mu se vratite. Fusilet 21. ajet. Četvrti svedok koji će svedočiti za čovjeka na sudnji den je sami od Allah azza wa jalla. Allah u Kur'an veli: "Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid." Ne li je dosta što to gospodar tvoj sekako je svedok za sve. Allah je svedok za sve. Allah dželešanu je svedok za sve. To je sve gleda, sve sluša i sve zabeležuva. Zato ću spomne ovoj primjeri tuka će završime. Prenesu imam Buhari od Ebu Hurajre radijallahu anhu deka pegamber alejhi salatu vesselam raskažao. Bil nekoj čovjek od Benu Israil. Benu Israil tije se potomcite na Jakub alejhi salam. Narod komu Allah azza wa jel mu ispratil najpojše pegamberi. I ti imamo mnogo kaj njih, mnogo slušaj, primjeri poučni od koje možeme nije da se okoristime. Pegamber alejhi salatu vesselam veli: imaš jedan čovjek od Benu Israil. Pa otišao kad jedan drug čovjek da mu pobara pozajmica 1000 zlatnici, 1000 dinari. Najemnik od onaj čovjek od koga baral mu rekao: donesi svedok koji će svedočiti za ovaj zajem. Videći, ja se ti dadam. Međutim, ako nema koji da svedoči, ti utre će ne gireš. Zato donesi svedok, deka ti dao, će ti dana 1000 zlatnici, deka ti će mi gi vratiš. Pozajmuvač odveli: kefa billahi šehida. Veli: Allah mi je dovoljan svedok. Dobro, donesi baram nekoj zastupnik. Kefa billahi wakila. Ono što baral borč, veli: dovoljan je Allah zastupnik i to im je dovoljan svedok. I togaš, ovo što mu davaše, reče: vistina je reče. Nema povoljan svedok od Allah azza wa jalla. I nema povoljan zastupnik od Allah. I mu dade 1000 zlatnici do odreden rok. Pozajmuvač od ono što gi zede parite, borč, trgne da patува niz more, da trgува, da vrši svoja rabota. Pobarao da najde nekoj brod da se vrati nazad, za da mu gi vrati zlatnicite na čovjekot od koga gi pozajmilo. Pa otkako ne našao, zel jedna štica, daska, je otvoril i vo neja gi smestil внатре 1000 zlatnici. Znači ovaj hadis na pegame sa seljem koga prenesao imam Buhari. I pismo od njego do kogo? Do prijateljot od koga gi zemal 1000 zlatnici. Potom je zatvoril štisata, došao do morski od breg i rekao: o Allah, ti znaš deka ja koga gi pozajmim ovije zlatnici od filan čovjek i to mi pobara svedok, ja sam mu rekao: kefa billahi wakila, kefa billahi šehida, deka Allah mi je dovoljen svedok, Allah mi je dovoljen zaštitnik, ja s tebe te zemav za svedok, o Allah, i tebe te zemav za
zastupnik. Ja se potrudim da najdem način za da mu gi vratam parite do odredeniот rok. Međutim, ne najdem sredstvo. Ja frlam ova štica vo more so zlatnici i tebe ti ja ostavam na amanet. Znači šticата со zlatnici, со pismo, ja frlam vo more, vikao Allah, ti si svjedok, ti si zastupnik i tebe ti ja ostavam v amanet. Koga Allah saka da bide, vo međuvreme, najemnikot, onaj što mu dal pari, izlegol do morskiot breg, veleći vo sebe, može bi pozajmuvačot, će stigne se nekoj brod i će mi gi vrati zlatnicite. Čekajći go, ja zabeležal šticata. Ja zel doma za da se koristi za potpaluvanje. Koga je otvoril внатре, ги нашел своите 1000 златници и писмото. По некое време се вратил позајмувачот, зел 1000 златници и отишол кај наемникот и му рекол: се колнам во Аллах, се трудев да најдам средство и начин за да ти ги вратам и ти ги дадам златниците. Но не најдов. Тогаш наемникот, оној што му дал пари, го праша: дали си ми испратил во меѓувреме нешто? Позајмувачот: да. Откако не најдов средство, ги пуштив парите во штица. Тогаш наемникот рече: тогаш знај дека Аллах азза ва джелле го извршил она што си го пуштил во штицата. Ти Аллах го зеде за сведок и за застапник и навистина Аллах одреди да штицата стигне до морскиот брег, а јас да излезам и да ја пречекам и да ги најдам тие 1000 златници. Затоа секој муслиман треба да знае дека Аллах азза ва джел има 99 убави имиња и меѓу нив се имињата Алим, оној кој се знае, Хабир, оној кој е известен за се, Бесир, оној кој се гледа, Семи, оној кој се слуша, Мухит, се во негов домен. Сите овие имиња покажуваат дека Аллах азза ва джелле не контролира, не гледа, не посматра. Затоа да бидеме свесни за овие четворица сведоци кои постојано не следат и не пратат во нашиот живот со цел да ги поправиме нашите добри дела и да правиме добро дело, бидејќи Аллах азза ва джелле и за трунка добро дело ќе не награди, меѓутоа и за трунка зло ќе не повика на одговорност. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.